Во пресред на промоцијата на книгата Корона пандемија, приказна за возрастни, денеска ќе разговараме со нејзиниот автор Росано Чолаков и ќе дознаеме повеќе за мотивите и причините поради кои е напишана оваа книга и зошто токму така е насловена. Господине Чолаков, добро утро. Благодарам што сте дел од Македонија наутро и што ќе разговараме за оваа ваша книга. Добро утро и на вам, добро утро на гледачите на македонската телевизија и благодарам за можноста за поканата и можноста за овој разговор. Така, најпрво би сакал да ве прашам кој беше мотивот и која беше главната причина што се одлучивте да ја напишете оваа книга и токму на оваа тема. Да. Па вака, јас сум студира филозофија, мојата област, моите примарни области се филозофија и спиритуалност, а оваа книга е производ на едно време, не е толку моја одлука колку што е производ, колку што е на еден феномен кој што нам не се случи. Уште од самиот почеток бев активен во времето на корона, прво активен со заштитните мерки, сакав да се заштитам од вирусот, по некој време се јави некој сомнеж во мене дека нешто поинаку се случува од она што нам ни се сервира и така натаму навлегов се подлабоко во таа тема. 2020 година есеј објавив на таа тема и го представив на симпозиумот на филозофското друштво. И во година-две имав толку многу материјал, што ми беше на некој начин и жал да го оставам, да не отиде тоа во јавност. Меѓутоа, тоа се моите технички, да кажам, причини. Моите подлабоки причини, душевни или срцевни причини, се неколку. Најмногу ја напишав оваа книга затоа што човекот помина ни се едно големо страдање. Ние како човештво поминавме индивидуално и колективно ни се едно големо страдање. Тоа остави трауми кај нас. Некои ги загубија своите најблиски, други остана со последици. На моменти, на неколку наврати сакав и да се откажам веќе од тие напорно да се пише на оваа тема, меѓутоа и сопругат и некои мои пријатели ми рекоа не, продолжи затоа што е таа актуелно уште, затоа што многу луѓе уште страдаат, дали од последиците на коронавирусот, дали од последиците на вакцините, кои што во тоа време беа изфорсирани да се земаат, посебно тие експерименталните вакцини, и дигнитетот на човекот беше исто уништен или преполовен, интегритетот, достоинството човечко беше исто уништено. Како филозоф или како јогин, ја не можев да останам мирен и да не кажам збор за тоа. Уште еден мотив беше затоа што од кога заврши короната, многу малку се зборува за тоа. Официјално, јавно, многу малку се зборува, што е многу чудно, што не е логично. Кога нешто значено не се случува и силно, имаме потреба да го разговараме тоа. Од друга страна, кога имаме некоја траума, природно е да сакаме да избегаме. Заврши тоа лошо време, подобро да го заборавиме. Така, во ред за некои луѓе и подобро така, меѓутоа за некои сепак има нешто што е останато, што треба сепак можеби да се расчисти, да се исцели. Во тој контекст еден мал придонес мој за оваа наша држава и во наше македонско општество и за сите луѓе кои имаат потреба да се бават малку со тоа, да видат некои своји прашања, некои своји истражувања, еве една можност покана да позборуваме малку за тоа. Така, она што ми беше највпечатливо од најавата е тоа дека стои дека ова е првата духовно-филозофска книга за коронавирусот на македонски јазик. Провелиме духовно-филозофска, каков е овој спој? Што точно сакаме да пренесеме, односно што точно сакате да пренесете со оваа порека? Да, па ја, како што рекол претходно, филозоф и спиритуалист, да кажеме, сепак во темелите го земам човекот и во таа смисла духовно-филозофска книга, што направи со нас короната, со општеството, затоа што светот, мислам, неповратно се смени. Ако гледаме малце поширок поглед, вела дека тоа е една од одредените фази, затоа што има некои планови во кои каде треба да оди светот и така натаму, овде се задржуваме на короната. Духовно-филозофскиот аспект, затоа што го земам човекот, постоењето на човекот, категоријата на вистина, што е вистина, што е реалност, што не е реалност, не само индивидуално и општествено. Ние тоа што го живееме, дали е тоа вистина, што ни се пласира или не е вистина. Во таа смисла, како што рековме, има и некои други студии кои се повеќе научно, медицински фокусирани. Овде вториот дел на книгата е целосно научно и медицински опфатен, да кажеме, каде што се користат релевантни извори и легитимни извори на истражување и студии. Меѓутоа, првиот дел на книгата е точно тој духовно-филозофскиот, каде што низ мојата интимна лична приказна
сакам да го доловам тој човечки аспект во сето тоа случување, затоа што кога читате студии, истражувања, статистики, тоа е некако и студено, далечно, тоа се бројки. Починале толку и толку лица, се заразиле толку и толку лика. Тоа е податок, тоа може да зборуваме. Меѓутоа, позади секој тој статистички податок има една човечка судбина. Тој момент сакам да го доловам и во еден спој на тие два аспекта да направам едно дело кое што ќе тангира малку повеќе, ќе досегнува малку повеќе. Значи книгата содржи и лична исповед, меѓутоа и други приказни. Да, книгата содржи првиот дел на книгата, околу половина книга е лична исповед, како фокусирана е најмногу на настаните во Германија, затоа што ние таму живеам со семејството, како таму беше тоа време, како таму се носе мерките, што предизвика сето тоа време, прашањето во можноста да се искаже некој свое друго поинако мислење од тој службениот официјален наратив, доколку човек има малку поинако мислење со што се соочува и сето тоа е детално опишано, на крај кај мене отидовме и толку длабоко, мислам ја самиот со себе до некои други поинакви трауми од мојот престој во војска, во ЈНА, во тие воените времења 1991 и така натаму и така натаму. Значи една подлабока духовно, да кажеме, спекулативна мисла и да не откривам премногу, само да најавам само. Која е според вас главната порака која што човештвото требаше да ја научи или можеби ја научило после коронавирусот и која е главната порака која што од оваа книга ќе можат да ја научат, да ја добијат читателите? Добро прашање, тоа заборив да го кажам, тоа ми е уште една од тие мотиви, порака, памет, искуство за друг пат. Во принцип, јас мислам дека човекот, секој човек треба да прави се за да ја развива својата свест, да бидеме по-самосвесни, да бидеме во реалноста, да живееме по-квалитетен живот, по-добар живот, поискрен живот. Од тој аспект ја гледам и короната. Некој нам не внесе во еден филм на страв, на преживување, постоеше и реални причини, меѓутоа некој нешто изманипулира со нам, не внесе во еден стрил како каде ние од достоинствени луѓе со свест, со самосвест се претворивме во мали животинки кои гледат само да преживеат. Стравот беше на енти степен ставен и нашата свест беше пореметена. Една од пораките на овие книги затоа што се најавуваат одново и одново други пандемии, катастрофи, климатски промени, каде што се некоја црна иднина за нас има, а најмногу се манипулира човекот кога е во страв. Мојата порака е и ова е како едно сведоштво, се случи тоа што се случи. Ако доаѓа нешто слично, да бидеме бар малку побудни, да не веруваме толку одма на се што ни се сервира, да бидеме внимателни, да размислиме повеќе аспекти, практично да бидеме посвесни луѓе, подостоинствени луѓе, како што нам ни доликува нели по самото тоа што сме овде на земјата, на постоењето. Фала на прашањето, тоа беше целта, една од целите на мојата книга за идните работи кои што очекуват, да бидеме подготвени, да кажам, се надевам, се молам така ќе биде. Се надеваме дека книгата ќе ги постигне овие цели, дека ќе допре до читателите. Ви благодарам многу на овој разговор, господин Чолаков. Фала на разговорот и да најавам дека на 7 април, во вторник, ќе се одржи промоција на оваа книга во салонот Културниот информативен центар овде во 19:19. Така, еве информација за крај за сите заинтересирани кои што сакаат да ја простат промоцијата. Да.